Добро вечер, вие слушате радио Канал 103, ова е 505-тото издание на емисијата Дансе Макабре, односно издание кое што барем си допуштам еднаш во месецот минимум да приредам едно ново продолжение на овој серијал на епизоди кои ги насловив Макабре Филмфест како своевидна ревија на филмови која може да си ја организирате во безбедноста на својот дом, барем во овие пандемиски периоди, затоа што сите имаме потреба од здрава доза на филмска уметност за да останеме ментално силни во овие луди времиња. Па еден мој обит и начин пред се за да го доближам квалитетниот филм до вас е преку оваа моја селекција на филмови кои што ги интегрирам во епизодите именувани како Макабре Филмфест. Традиционално по 19-ти пат селектирав две жанровски изданија кои за некое чудо се продолженија на етаблирани хорор франшизи кои што дигна многу прашина. Односно ќе се дружиме со Ghostface и Leatherface кои нудат по различен поглед и пред се коментар на жанрот од денешна перспектива. Потоа ќе ви говорам за две мелодрами кои беа наградени на неодамнешните Оскари со награди за најдобра машка и најдобра женска улога. И на крај ќе ви говорам за два документарни филма, еден за музички великани од 90-тите години и еден кој е масивна, една гигантна ретроспектива на научно-фантастичните филмови од 80-тите години. Така што имаме доста за дискутирање во оваа емисија, па добро би било да се препуштиме во ова двочасовно патешествие низ убавините на уметноста. Ова издание го започнавме со три композиции кои што се наоѓаат на албумот Импера, односно тоа е петтото студиско остварување на бендот кој што, ако не се лажам, а воопшто не се лажам, заради тоа што како вчера да беше која конклави кон Дио за прв пат ја пуштивме во ова издание, односно во оваа емисија, која што е од првиот албум на Ghost, односно од опус Eponymous, кој што 2010 до ден денес се составен дел од оваа емисија, така што тие ни се разбира во променета постава, кој создаваат нивното ново студиско остварување Импера, од кое што имавме можност да слушнеме композициите Kaisarion, потоа Spillways и Watcher in the Sky. Три одлични композиции, кај што може да согледате дека Ghost веќе се движат кон 80-тите години, ако може би повеќе кон Blue Oyster Cult мигрира во претходните изданија, сега влегуваат во тие, ајде да ги наречеме hair metal води, допираат повеќе до тоа што го создавале и Бостон и малтене бендовите како налик Bon Jovi, така што има поголема натежнување кон овој стил. И во продолжение ќе слушнеме и Hunter's Moon, односно композиција која што беше составен дел од новото продолжение на Halloween, која исто така е синглка од нивното ново албумско издание Импера, која што има прекрасен кавер, така што ова е бенд кој чисто звук и мелос го негуваме веќе една деценија во рамките на Дансе Макабре и ќе продолжиме и понатаму без разлика на тоа што се едни шарлатани на музичката сцена, меѓутоа се еден од најпопуларните рок-н-рол бендови, ајде така да ги наречеме на денешницата, кои што си поигруваат со окултните теми и ги манифестираат со нивното подредување на тие папи од пеколот, какви што самите се представуваат. Така што продолжение го слушаме и синглот од Импера, односно слушаме Hunter's Moon. Дансе Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е на мала победа против шундот и апатијата и целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 505 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот.
Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 505-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 19. И знам дека доцнам еден месец со прегледот на актуелните хорор филмови, но немав издание на Макабре Филмфест во февруари, кога се појавија овие слешери, за кои ќе ви говорам денес, па затоа морав да компензирам со ова издание, иако за март имав предвид други два филма, но се надевам дека во наредното издание на овој серијал од емисии ќе можам да ги вклучам, затоа што тие два исто така се бројани во 50-те хорор филмови кои се во игра за титулата хорор филм на годината според Дансе Макабре, која што се избира традиционално веќе последната епизода на Дансе Макабре од календарската година, веќе една деценија. Во тие 50 хорор филмови ќе бидат вклучени двата хорор филма за кои што ќе ви говорам денес, а започнуваме со најавата за Скрим. Скрим е режисерско остварување на Мет Бетинели, Олпин и Тайлер Жилет, односно попознати се по псевдонимот Radio Silence, кои што претходно ги имаат режирано пред се кратките сегменти од антологиите ВХС, конкретно тие ја имаат, ако не се лажам, винетата за камерата која што беше ставена на грбот на куќето и низ негова перспектива кога се беа опфатени тие вонземјански обдукции. И во рамките на Southbound имаат два сегменти, односно рамката за почетокот и крајот на оваа одлична антологија, како и долгите филмови, односно долгите жанровски дела, Devil's Due, одличниот Ready or Not и Scream, технички е нивниот трет долгометражен филм, кој е всушност петтиот филм од серијалот за филмови за убиецот со маска Ghostface, кој што 25 години по убиствата во Вудсборо ги тероризира мештаните, односно нови деца пред се ја земаат маската на фамозниот убиец и наоѓаат изговор за оправдување на убиствениот поход. Ова е револуционерен филмски серијал во 90-тите, тоа воопшто не е спорно, во кој што сега починатиот Вес Кревен демонстрираше дека може да се реобмисли жанрот ако се стави во постмодерен контекст и се дебатира всушност од внатрешноста на филмот за жанровските тропи, кои свесно ќе бидат прекршени, а сепак ќе се оставиле од мртви тела зад себе. За жал, Вес го нема повеќе и неговата инвентивност нема да може да ја забележиме во филмскиот серијал понатаму, но затоа момците од Radio Silence се дрзнаа да застанат во неговите стапалки, односно никогаш нема да го имаат погледот во иднината, односно умешноста која што ја поседуваше Кревен да ги антиципира идните текови и трендови на жанрот, уште во 90-тите, и секако дека тука се коментарите на актуелните пред се збиднувања кои се случуваат на полето на хорор филмот во светски рамки, кај што слеше жанрот делува застарено, заостанато, делува во поглед на трендот кој го воспоставуваат модерните slow burn артистички хорор филмови, кои ги продуцираат, например, Neon и A24, што сведочи за две значајни фракции на поимање на жанрот, филмови како Hereditary Witch, кој што дефинитивно нема да ги наречам со псевдонимот кој што е забранен во оваа емисија, односно Elevated Horror, не постои нешто такво и никогаш нема да постои, едноставно ова се квалитетни хорор филмови, без разлика на тоа како некој ќе се дрзне да ги нарече, односно зад кои што рудиментарно може би изгледаат од денешна перспектива слешер филмовите, кои што строго се држат до својата формулаичност, а овие слоуборн филмови на Neon и A24 баш делуваат со намера да ги скршат тие формули. Таков е и случајот со петтиот дел од франшизата, кој што дава коментар конкретно на ремейк, односно ребут серијалите, со оглед на тоа што во Scream има една филмска франшиза која што се нарекува Step, кој ајде така да ги наречеме со една кованица што се употребува requel, која што соодветствува на делото кое што го гледаме всушност ние од дистанца од реалноста во контекст на Scream серијалот, кој што се реферира конкретно на requel на Step филмовите во, односно метафилмот во самиот филм.
Исцрпеноста на иновативниот пристап пред се е присутна во блокбастерскиот домен на жанрот, тоа е сведо што говори за тоа и ден денес, во кое што се соочуваме, барем ние што го истражуваме хорор филмот, во кое што припаѓа и самиот филм, кој играше во нашите киносали, односно беше составен дел од репертуарите, дистрибуиран од Paramount и од Spyglass. Режисерите ја вратија оригиналната тројка од Вузбора, односно Синди Прескот, Гейл Уедерс и детектив од Дюи, глумени од Нив Кембл, Кортни Кокс и Дейвид Аркет, кои сепак се споредни ликови во филмот, затоа што главната приказна ја предводат младите актери и актерки, меѓу кои се кријат новите носители на маската на Ghostface, кои што убиваат токму поради потребата за ребут на еден филмски серијал, односно негово повторно оживување, затоа што денес не се снимале ребути како што треба, што е мотивација која е блиска нели до потребата за популаризација од четворката и еден сличен коментар за холивудската практика од тројката, но доследен е филмот на концепцијата за двајца убици кои што се наоѓаат под маската, кои што едниот убива во една просторија, додека другиот ја чека жртвата на другиот крај на истата просторија, така што логистички е многу полесно да се намама жртвите и да се одземе нивниот живот, освен ако жртвите се финални девојки кои што се жртви херои кои може да се справат и со двајцата убици. Кога е слешеро прашање, убиствата се најзначајниот сегмент од филмот, а со оглед на лимитацијата, која што пред се ја наметнува употребата на ножот, можеме да забележиме впечатливо прободување со нож во грло и едно малтене култно убиство со два ножа, еден во стомак, еден во грб, симултано забодени, со кои што се пред се нови во своето почивалиште, еден од главните се ликови на серијалот, еден од моите најомилени ликови за жал. Скрим опфаќа актуелни проблематики кои го тангираат жанрот, така што функционира на постмодерно рамниште, тоа е непорекливо. Не знам колку се интересни младите ликови да се пратат, ама ако се помирите со фактот дека нема да гледате слешер кој ќе биде два чекори пред другите, какви што умееше Кревен да ги снима, тогаш ќе биде очекор со сегашноста и ќе уживате во ова крваво филмско продолжение кое оддава почит пред се на филмскиот вокабулар кој што го создадоа Кевин Вилијамсон и Вес Кревен, кој што стана синоним пред се за хорор филмот на 90-тите, снимател е Бред Јуткевиц, а музиката ја работи Брајан Тейлор. Така што накратко ова е моето доживување пред се на Скрим. А во продолжение слушаме можеби еден од најконтроверзните жанровски филмови за оваа година, барем филм кој што предизвика огромно бренување во дигиталните пространства, односно Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre, режисерско остарување на Дейвид Блу Гарсија, втор долгометражен филм за него по Техано. Иако го знаеме како снимателот на Bloodfest, односно кинематограферот, а сега тој беше режисерот кој што конкретно беше назначен да го доврши филмот, откако беа отпуштени браќата Рајан и Енди Тохил, кои што го имаат претходно снимено филмот The Dig. Ова, ако не се лажаме, девети поред филм од франшизата за Leatherface, кој што ги занемарува останатите продолженија и директно се надоврзува на случувањата од оригиналниот филм 48 години подоцна, кај што Leatherface си живее во тексашкото градче со жената која што го посвојува во сиропиталиштето, а во градчето доаѓа млади хипстери кои ги купуваат за ефтино куќите во ова мало место, од кои што сакаат да направат и дел музејски експонати, меѓутоа да прераснат во туристичко место, каде што ќе биде заживеано од страна на младите, барем таква е нивната намера, со тоа што грубо и се закануваат на бабицата дека ќе ја избркаат од незиниот дом, иако таа има тапија за посед. Стресната ситуација го влошува незиното здравје, а по незината смрт Leatherface го зема незиното лице на неговото, го става на своето, ја пали моторната пила и започнува да убива. Најпрвин да потенцирам дека филмот е снимен во студијата Бојана, односно во Бугарија, кај што се работеа и Рамбо, и новиот Хелбој,
и изгледа сетот на запуштено тексашко градче, така што тука немам апсолутно никакви поплаки. Крајно убедителни се овие сетови, инвестицијата која што има направено во овај енормен студиски град и тоа како им се има исплатено на бугарите. Да го пофалам и изгледот на страшниот ни Ледерфейс и убиствата. Дефинитивно, кои што уште еднаш ќе потенцирам, се најзначајниот елемент во филмскиот вокабулар на еден слешер хорор филм, а ова дело ги има едни од најкрвавите убиства кои ќе ги погледнете во еден хорор филм во годината, барем досега. Само поради ефектите, доволно е да се слави изданието, мислам, скршената рака и бодењето со нејзината коска мене ме фати неспремен, поради инвентивниот и насилен пристап пред се во нивната реализација, социјално ангажираниот коментар, кај што можете да слушнете, Leatherface, како со пила влегува во автобус пред хипстери кои што ја практикуваат таа cancel култура да ја наметнат пред се обидуваат на Leatherface, ќе се соочат со безизлезот од автобусот и немилосрдната моторна пила која што не толерира мошвиња кои што станале славни на Инстаграм или Твитер. Едноставно пилата е закон и овие лиглиња ќе бидат жртви на незините запчаници, а пилата има значаен удел во наденувањето и распрашувањето на два дела на еден лик и е круцијална во финалната сцена. Зборуваме за пред-посткрај сцената која што е аналогна на култниот ремейк на продуцентот на овој филм, Феде Алварес, односно на неговиот Evil Dead. Ако сте запознаени со естетиката на Феде, тогаш ќе знаете дека новата финална девојка мора да има преживеано траума, како што е лечењето од зависници во Evil Dead, таков чинител е преживувањето на масакрат во училиштето, што по дефиниција на Керол Кловер, односно авторката на хорор студијата која што често ја реферирам во контекст на хорор жанрот, односно мажи, жени и моторни пили, ја прави идеалната кандидатка на жртва која што се претвора во одмазничка, како таа што ги нарекува жртва херој, која, односно финална девојка, која денес е попознато оваа кофаница, конститутивен елемент за сите слешер филмови, која мора да помине низ травматизирачки процес за да ги победи пред се собствените демони, пред да се соочи со монструмот од реалноста. Сега, пилата знае и да пресече и нечи стомак и да ги извади цревата на земја. Тоа се докажува и во овој филм. Може би е според мене излишно појавувањето на култната финална девојка од оригиналниот филм, која ја глуми друга актерка, со оглед на тоа што нели сели од првиот филм не е помеѓу живите, актерката која што ја глуми, затоа што сметам дека е сосема доволна символика за новата финална девојка која мора да го земе во рака оружјето од кое има настрадано во школскиот масакр за да се спаси. Сели сметам дека е одвишок во филмот. Меѓутоа, немам намера да бидам лицемерик да го негирам незиното присуство. Ако со многу полоши одлуки се одобрува безцелноста на Джейми Лин Кертис во франшизата Хелоуин, посебно во последниот филм, така што никој нема право да фрли камен на Сели ако ја одобрува пред се изгубеноста на Джейми Лин, односно одењето од точка А во точка Б, како што беше во Halloween Kills. Така што единствениот проблем јас лично кој го имам со филмот се RGB светлата на ноќните сцени кои комплетно ми се непотребни во таа тексашка провинција, така да ја наречам, која што ја се цели да се достигне на ова мало место, кај што треба нели да според поетиката на оригиналниот филм да смрди буквално секој кадар, а не да се испегла од страна на снимателот Рикардо Диас, правејќи кич светлосна поставеност во сите бои, какво што нели Netflix милува да промовира во нивните филмови. Меѓутоа, факт е дека продукцијата, која добива лош рейтинг на тест прикажувањето, со промена на режисери на среде самата продукција, нели, не говори добро за ниту еден филм, тоа е се првите сигнали дека нешто не е во ред, но не можеме да го мразиме пред секој филм што ќе го спаси Netflix, само затоа што е најпопуларен стриминг сервис и ќе се приклучуваме слепо на тој интернет circle jerk и мемињата кои што ги создаваат малумните шегобици. Подсетете се само на продолженијата на Texas Chainsaw Massacre. Не зборувам за оригиналниот филм од Тоби Хупер, затоа што
тој е недостижен и буквално недопирлив за никого, тој е ремек дело, меѓутоа нема ниту едно врвно продолжение на овој серијал, посебно не Texas Chainsaw Massacre The Beginning или па ремейкот го знаеме по кој атрибут на Джесика Бил, сите ќе го памтиме. Односно, например, продолжението Leatherface беше толку невпечатливо за мене, што буквално не се ни сеќам на ниту една сцена од филмот, а го снимија едни од моите најомилени француски екстремисти овој филм, така што новото продолжение има сцени за паметење, има грозни убиства, ангажираност на финална девојка која што преживеала траума и пред се впечатлив изглед на Leatherface, што за мене е сосема доволно за да го легитимизира еден слешер филм за денешницата како треба да изгледа. Филмот воопшто не е идеален, но за речиси мртвиот хорор под жанр, како што е слешер хорор филмот, ова е бодеш според мене во правата насока, враќајќи ја крвта и ефектите во овој сега веќе станата немичен под жанр, кој во почетокот на годината го се бројуваат овие две исклучителни изданија во него. А музиката на овој филм ја работи неповторливо од Колин Стетсон, така што барем на мојата вага за мерење на овој филм има повеќе квалитети отколку неколку многу лоши избори кои што ги има направено за време на снимањето на овој филм и некои решенија во сценаријата конкретно врзани за сели кои што сметам дека се ирелевантни за течението на самиот филм. Едноставно овој лик може би останал во некоја сценаријата претходни кои што се работеле, доработувале и не знаеле каде и како да се вклопи, меѓутоа уште еднаш потенцирам, не може Джейми Лин Кертис да има право да се појавува во секој филм без никаква си намена од Хелоуин на тоа да и го тоа задоволство да го скратиме за актерката која што глуми Сели, нема да подлегнеме на оваа хипокризија, меѓутоа има едни од најкрвавите специјални ефекти и убиства пред се во еден слешер на денешницата и тоа треба да се испочитува. На листата на топ 50 хорор филмови на годината ги бројав и Флеш и Студио 666, па да се надеваме дека ќе имам можност да проговорам за нив во некоја наредна прилика, а Midnight, Ultrasound и The Exorcism of God се најдоа исто така на пошироката листа кои што вредат да бидат погледнати за сите љубители на жанровскиот филм. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и го слушаме прогресивниот метал бенд Animals as Leaders, односно тие го снимија оваа година кој стадоа Парезија, односно тоа е нивниот петти студиски албум за Sumerian Records. Од него ќе слушнеме Conflict Cartography, ќе слушаме Monomyth и доколку имаме време Red Miso и Microaggressions, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Вашингтон, од DC, односно од САД, кој што е под силно влијание на самата джен сцена, меѓутоа има еден моќен прогресивен метал звук и ова трио на талентирани музичари се предводници на инструменталниот рок-н-рол, така што слушаме композиции од новиот албум на Animals as Leaders. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 505-то издание, именувано како Макабре Филмфест, односно своевидна филмска ревија која што може да си организирате во удобноста на вашиот дом, а во овој сегмент сакам да продискутирам за две мелодрами кои што беа актуелни на Оскарите, односно нивните носечки улоги ги има Джесика Честейн и Вил Смит, кои што пред се ги носеа на нивните грбови. Именно кога селектирам мелодрами се обидувам да избалансирам барем по еден американски, еден европски филм, но баш поради популарноста на Оскарите, решив да се фокусирам на два филма во кои што беа пред се наградени за главната машка и женска улога со Оскари, па затоа и остапуваме простор за да дознаеме што е тоа што и краси овие филмови кои ги предводат Честейн и Смит, иако не им беше првичната замисла за овие филмови да биде дел од ова издание. Признавам, меѓутоа, поради популаризацијата, односно поради популарноста и пред се актуелноста на овие филмови, сметам дека има простор во оваа емисија да се продискутира, а затоа во најава го слушаме
The Eyes of Tammy Faye. The Eyes of Tammy Faye е режисерско старување на Майкл Шоуалтер. Тој го има претходно снимено The Baxter, Hello My Name is Doris, The Big Sick и The Lovebirds. Петти филм е неговиот оскаровец. А Майкл има работено и на сериите Your Hole, Search Party, Love in the Dark, The Shrink Next Door, The Dropout. Тие се актуелните две серии. А во тек е снимањето и на Spoiler Alert филмот I Love That For You, ТВ серијата и Wayland. Влезене во холивудската машина и нема запирање за него. Неговиот нов филм е биопик, односно биографски игран филм за Теми Фей Бейкер, која што заедно со незиниот сопруг Джим Бейкер, глумени од одличните Джесика Честейн и Ендрю Гарфилд, си само задаваат животна мисија да ја создадат најголемата религиозна телевизиска емисија, кај што ќе може да го шират Божјото Слово пред на собраниот аудиториум, пред малите екрани. Филмот го бележи подемот и падот на нивната предсе телевизиска империја, односно јавувањето на идејата за емитување на нивните проповеди за вклучување на поразличните во домот на Бог без осуда, што ќе се комбинира со екстравагантната шминка на Теми Фей и нема да биде случајно што ќе стане символ за драг квинс ширум светот овој лик. Меѓутоа, како и во секоја приказна за подигнување во облаците, така и во ова се соочува семејството Бекер со финансиска измама, со ривали кои што имаат за цел пред се да ги саботираат и еден скандал кој ќе го обелодени пред се нивното измамничко финансиско работење. Филмот на својот грб го носи Джесика Честейн со незината прекумерна театрална глума, што е повеќе од потребно за да се долови пред се харизмата на овој лик, кој мене ќе ми биде синоним за останатите карикатури во американското општество на спектакл, кои се обидува да го карневализираат нивното бидување, нивното постоење во Америка, кај што ќе се борат за своите 15 минути под рефлекторите, како што знаат и умеат, прекршувајќи ги принципите пред се на достоинството, иако ја подигнуваат својата телеевангелистичка империја во 70-тите и 80-тите, стануваат синоним за проповедници на телевизија, кои започнуваат еден тренд кој кај нас дојде во обликот и на Иван Исцелител и на бројни шарлатани кои имаат за цел да го злоупотребат пред се лесноверниот очаен народ. Ако се сватат Теми и останатите како нив, како составен дел од плејадата на дејци од забавната индустрија, ќе бидат само неколку од бројните шоумени, но во нивните шоа се вртеле милиони долари на донации, што чисти, што испрани пари, така што секоја што скепса ќе приоѓам на ова продавање на религија на ТВ каналите. Во овој филм можеме да ги забележиме проблемите со кои што се борела Теми Фей да стане тоа што е, неприфаќањето од родителот на незините предсе екстровертни пориви, експонирајќи се на јавноста, за да ги достигне низините предсе зацртани дострели, но од филмот заклучуваме дека славата си има своја цена, која шоу во менката мора да ја плати. Fox Roswell го дистрибуираат филмот, а ако сакате да дознаете повеќе за овој христијански култ, може да го погледнете истоимениот документарен филм за Джим и Теми Бейкер, кој што се базира играниот филм на документарниот филм кој што го носи истото име, а за сличните на нив ја препорачувам и серијата The Way Down и се разбира Wild Wild Country, доколку ве интересираат овие сомнителни религиозни дејања. Во филмот се појавуваат и Сем Джегер и Винсент Донофрио, а Честейн одлично си ги отпеа вокалите пред се и односно вокалните изведби на Теми Фей. Музиката ја работеше Теодор Шапиро, а пресветлите предсетови ги сними Майк Гиолакис. Не сум фасциниран од овој филм, во кој што секоја минута ја јаде Честейн со незината прекумерна глума, која што беше сосема ексцентрична за да биде наградена со Оскар, иако сметам дека филмот е фаличен, небалансиран и крајно невпечатлив за сите оние кои што не израсниле со феноменот на телеевангелистите, на кои Теми Фей и Джим ама баш ништо не им значат на филмот, прегледањето на филмот и ништо нема да им значат по неговото гледање, меѓутоа е еден
еден харизматичен перформанс кој што Джесика го нема дадено во незиниот живот и не верувам дека ќе има толку енигматичен лик за да го глуми и да ги извади на површина овие прекумерни изведи. Така што тоа е The Eyes of Tammy Faye, а во продолжение слушаме најавата за Кинг Ричард. Кинг Ричард е режисерско остварување на Рейналдо Маркус Грин, односно тој ги има режирано Monsters and Men, Джоe Бел, пред се тоа се филмовите кои што ги сними пред неговиот нов филм, односно Кинг Ричард, а во предпродукција е уште еден биографски филм, овој пат го работи за Боб Марли. Работи и на сериите We Own the City, Amend the Fight for America, Top Boy и First Step. Уште еден предолг биографски филм за ова издание, овој пат посветен за таткото на Венус и Серена Вилијамс, кој што бил цврсто убеден дека со упорни и посветени тренинзи ќе создаде светски тениски шампионки, во што не грешел Ричард Вилијамс, глумен од Уил Смит. Тој со пред се неговата решителност и настојчивост, како и стратегија, образложена на 78 страници, се обидува да им го пружи најдобриот тренер на сестрите, за да можат постојано да се надградуваат во нивната игра. Без разлика дали врне или вее, сестрите се на тениските терени и ги тренираат нивните удари и маневри. А делото цели да биде инспиративен филм за еден човек кој што не подклекнува на осудата дека неимотно семејство не може да создаде врвни атлетичарки, без разлика дали има талент за тенис или не. Тој не подклекнува на сите затворени врати во пред неговото лице, туку постојано тропа и инсистира да погледнат колку пред се навежбани и спретни играчки сестрите, кај кој се развива и ривалитет, кој што се разбира дека е неизбежен затоа што Венус е првата која што се пробива, а Серена не ја добива својата можност да ја демонстрира пред се низината подготвеност до подоцна. Нема кој знае колку прикази на тенис мечеви во ова предлого издание, кое го предводи Смит со неговата наметлива изведба, со која ефективно ги демонстрира квалитетите кои ги поседува родителот, кој по секоја цена ќе се обиде неговите ќерки да го остварат неговиот сон, што говори за пред се неговата своја главост која што има. Роберт Елсвит ја сними ова семејна драма на тениските терени, а разиграната музика, која беше во линија на емоционалните предсе квалитети на филмот, ја правеше добро познатиот композитор Крис Бауерс. Warner Bros го дистрибуира филмот, кој е работен од перспектива на родителот, кој има возможност на Вил Смит да земе Оскар за најдобра машка улога. Меѓутоа, ова награда беше засенета од удирањето на шлаканицата на церемонијата на врз Крис Рок, кој се шегуваше на сметка на Джейда Пинкет Смит дека до незината фризура ќе биде дел од G.I. Jane 2-ката. Секоја година ги гледам Оскарите и веќе ми стана тоа на еден мој пријател традиција, филмски ритуал, и кога се случи оваа шлаканица, бев збунет и не ми се веруваше што гледам. И циникот во мене мислеше дека тоа е дел од сценариото на Оскарите, нели, за да добијат скандал и гледаност, гледаност која што е во надолен пат. Тоа и се случи. Непосредно по инцидентот се јавија, нели, надписите, излегоа мемињата за Бетмен и за К-15 и потоа почна народот да се дели на тие што го оправдуваа однесувањето на Вил и тие што го осудија. Јас од секојаш сум се борел против цензурата и посебно во хуморот, таа сметам дека е излишна, нема никаков удел и не смее да има, па затоа Крис Рок има право да кажува млитави шеги колку што сака и ќе поминеше ова една од нив, каква што беше и ова, како таква да не реагираше Смит, ќе се забораваше комплетно и ќе беше една од тој калейдоскоп на шеги кои што не ја погодуваат целта заради тоа што прво референцата за G.I. Jane е комплетно ирелевантна за денешницата. Само да ја подсетам како ги решетеше со зборови Рики Джервеис популарните и славните на Златните глобуси 5 години поред, па никој не стана да го истопа и на неговите несмешни обиди. Знаеше, например, Мадона да му врати со шега: ако си толку опасен, дојди да те видам. Што е, например, забавен камбек, како што заслужува една лоша шега. А ако си славна личност, која очајно сака да се храни од светлото на рефлекторот на оваа манифестација, треба да си подготвен да те исмеваат.
Така што никогаш нема да оправдам насилник дека си ја бранел честа на сопругата. Актерите и актерките се преплатени холивудски проститутки кои што се фатиле на орото и ако сакаат да се величат со нивните успеси, треба да умеат и да прифатат шега, а не да се однесуваат како неандерталци излезени од гето, правејќи скандал на двајца бајати комичари. Способна е Джейда Пинкет да се одбрани самата со збор, не и треба било за тоа, можеше да врати барем не сум толку ниска од тебе за да не земаат да глумам во акциони филмови, ќе се избегнеше драмата на Бина. Меѓутоа, шлаканицата треба да биде пред се за досадните шеги на Крис Рок, со кои се има збогатено, не за глумењето на лажно рицарство, импровизирајќи го сценариото на манифестацијата. Сите посетители на овие гламурозни манифестации се предмет на славење или смевање, во зависност на протоколот на манифестацијата, но секоја акција добива своја реакција, која по принципот на Вил Смит треба да биде причина да не го почитуваме неговиот нов филм, нели? Но ние сме малку поеволуирани битија од него, не осуетени сме како него, така што ќе ви го препорачам овој филм, доколку сакате спортски мелодрами за две врвни тенисерки, за кои требаше да се сними еден филм кој ќе ги содржи нивните почетоци во спортот, по можност да понуди малку подисперзирана перспектива и да добиеме нивни погледи на самото дело, не само на нивниот татко, кој не е прифаќал не како одговор. Така што јас до денес сметам дека комедијата треба да удира без ракавици, да биде дрска и директна, заради тоа што ако се забрани да се коментира за раси, за пол, за болести, за изглед, за големина, тежина, висина, тогаш шегите не би постоја. И што е следно? Наредно ќе се забрани да не бидат страшни хорор филмовите, ќе се забрани да не бидат тажни мелодрамите, и би живееле во некакво си орвеловско општество, кое што јас не би сакал да имам никаков допир, ниту па да се пронајдам во него. Од оскаровците оваа година во Данс е макабре и во видеологија не сум ги анализирал се уште Тик Тик Бум, Белфаст, Parallel Mothers и West Side Story. Се надевам дека во некоја наредна прилика ќе им обрнам внимание на овие филмови, со оглед на тоа што и во претходни изданија на Данс е макабре сум говорил за останатите филмови кои што земаа награди на манифестација, конкретно Power of the Dog и Dune, и тоа како беа опфатени во рамките на Данс е макабре и нема потреба уште да се потенцира за нивните квалитети. А во продолжение ќе ги наслушнете квалитетите кои што ги поседува Абат со неговото ново студиско издание, именувано како Dread River, кое што се појави во текот на овој месец, односно негово трето студиско издание на фронтменот на култниот black metal бенд Immortal, односно на ова black metal издание ќе слушнеме Dream Cult, агресивната The Deep Unbound и Septentrion, кој што се составен дел од третото албумско издание Dread River. Уживајте во агресивниот звук на Абат и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите два документарни филма. Уживајте. Вие слушате Данс е макабре на Радио Канал 103 со своето 505-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 19, во кое што ви говорам за 6 актуелни филмски остварувања. Започнавме со традиционално со две жанровски, продолживме со две оскаровски мелодрами и за крајот на Макабре Филмфест секогаш одвојувам простор за актуелни документарни филмови со предимство на дела кои ја обработуваат филмската или музичката сцена, а овој пат имам привилегија да ви говорам за по едно издание и од едната и од другата уметничка гранка. Именно може да започнеме со најавата за The Sound of Scars. The Sound of Scars, режисерско остварување на Ли Брукс, претходно го има режирано Terror Vision, Wired Up and Scary и има асистирано на монтажа на бројни холивудски филмови. А The Sound of Scars е документарен филм за култниот бенд од 90-тите, Life of Agony, односно LOA. Меѓутоа,
не се слави исклучиво нивното дело, туку се продира во приватниот живот на музичарите, односно тројцата пријатели кои што мораат да се справуваат со семејно насилство, зависност од наркотици и подлегнување пред се на депресија на басистот, кој и е текстописецот кој ги опева сите овие теми кои што се составен сегмент од поетиката на бендот, односно ја опева скршената генерација која израснува во 90-тите со нивната суицидална музика, се пронаоѓа и поистоветува пред се со нивните текстови и подготвена е да бенга на нивните рифови. River Runs Red и останатите нивни албуми никогаш не биле достапни кога сум растел во 90-тите, барем во моето окружување во Македонија, барем некога јас сум ја изучувал оваа музика со оглед на тоа што сум дете на 90-тите и сум растен со алтернативниот метал, така што секогаш сум читал за Елој и биле реферирани во магазините како значаен бенд од 90-тите, но никогаш не сум имал можност да ја слушам, барем во тој период кога биле актуелни. Може би некој спот сум налетал на некој од музичките канали, меѓутоа немало касета или аудиокасета или CD, и раните 2000-ти не беа нешто активни од страна на бендот, така што прв ги симнав на LimeWire, признавам, кај што бев зачуден од тој мисфитовски длабок клин вокал, кој е проследен од рифаджиска хардкор музика, односно дел од недефинирливите бендови на 90-тите, како што се Helmet, Pantera, Rollins, Primus и кои ти не. Меѓутоа, интересното сознание ми беше дека доаѓаат од хардкор панк сцената и тоа од Бруклин, домот на Biohazard, Madball, Сиков и тоа и останатите. Предпоставам дека сте запознаени за предрасудите во поглед на тврдокорниот пристап на љубителите на оваа музика, кои пред се држат до традиционалните фамилиарни вредности, па може да замислите каков отпор наидува вокалот на бендот кој што решава да го промени својот пол од машко во Мина Капуто и да настапува како трансджендер вокал. Иако има одлична архива од свирките во култниот њујоршки клуб Ламур, има и денешни снимки на европските фестивали каде настапува бендот, опфатена е и смртта на еден од фановите кој што прави стейдж дайв, што исто така задава несакан проблем во кариерата на овој бенд. Признавам дека синоним за музиката ми беше стариот вокал на Мина, кој денес звучи повеќе на рапав стонер вокал, кој по сите мои музички афинитети би требало повеќе да ми се допаѓа, но навикнат сум некако да го слушам со тој уникатен звучен амалгам со кој што тие се пробиваат со нивните култни композиции. За жал нема подетален преглед на нивните дела, само се посочуваат суицидалните и депресивните мотиви во лириката, но не се продира подлабоко во творбите, затоа што пред се ова е контролиран документарен филм од страна на бендот кој го продуцира, кои сакаат да го имаат последниот збор за приложување на наративот на бендот, што е пропагандистички и необјективно за еден документарен филм, кај што вокалката трпи животозагрозувачки закани и навреди на социјалните мрежи, ама најмене били од Biohazard и до Misfits, да каже по некој добар збор за нив. Толку ниту фанови има, ниту колеги кои не им се помера келове, едноставно се манипулира наративо за да се прикаже бендот како семејна заедница која се дружи и меѓусебно се почитува, што е одлична мотивација за делото, но добивам впечаток дека има многу недоречености и не ја гледаме всушност целосната слика за значењето за Life of Agony. Во секој случај, повеќе од потребен филм за овој релевантен бенд од 90-тите, од MTV ерата, дистрибуиран од Raven Banner, кој го купија од канскиот пазар и ни го доближија филмот за да можеме сите ние да го погледнеме. Така што доколку сте љубители за алтернативната музика во 90-тите, конкретно на Life of Agony, тогаш The Sound of Scars и тоа како треба да го погледнете, или воопшто ако сте љубители за музички документарци за значајни метал бендови, Sound of Scars дефинитивно мора да се погледне. Во продолжение слушаме најавата за документарниот научно-фантастичен филм In Search of Tomorrow. In Search of Tomorrow. Режисерско старување на Дейвид А. Вајнер.
Новинарот кој ја започна трилогијата на хорор филмовите посветени на 80-тите години во In Search of Darkness од 2019-та, минатата година го сними продолжението и оваа година треба да го отпочне третиот дел на овие екстензивни 5-часовни документарни филмови посветени на сите значајни жанровски дела од 80-тите. Такво е и новото издание In Search of Tomorrow, кое што неговата практика и методологија применета на хорор документарците ја искористува како подлога за нов документарен 5-часовен гигант, кој што етапно, година по година, ќе ги истражува научно-фантастичните филмови кои што се појавиле во 80-тите години, заобиколувајќи ги нели тие научно-фантастични хорор филмови кои што беа присутни во In Search of Darkness, без разлика дали се нели во прашање на блокбастерите присутни во In Search of Tomorrow, односно Star Wars, Star Trek, E.T., Terminator, Predator, Spaceballs, Inner Space, The Running Man, Dune 2010-та, Tron, Escape from New York, Blade Runner, Total Recall, Brazil, Akira, Back to the Future, Cocoon, Mad Max, Weird Science, Explorer, Superman, Robocop, Short Circuit, Aliens. Или пак се некои ефтини треш копии како The Red Starfighter, Buckaroo Banzai, Runaway, Space Camp, Zone Troopers, Strange Invaders, Alien Nation, Outland, Saturn 3. Девид секогаш ќе најде по некој член од екипата да сподели впечатоци од снимањето и пред се рецепцијата на филмот и ќе се обиде со помош на познавачите на филмот да го најде местото на спомнатите творби во историјата на филмот со оглед на тоа што голем дел од нив се релевантни и за денешните научно-фантастични филмови и нема некој си драстичен исчекор во иднината, иако овие ја предвидуваат неа. Тоа значи дека во Talking Head сегментите ќе слушнеме интервјуа со Кленси Браун, Алекс Винтер, Адриан Барбо, Иван Райтман. Непосредно пред по неговата смрт беше објавен и самиот филм, потоа Џо Данте, Шон Јанг, Ненси Ален, Ди Волас, како и архивски нели снимки со интервјуа со Карпентер Уелер. Синтвейв музиката е на одличните Уири Пайнс, а носталгична ретроспектива на научно-фантастичните филмови од 80-тите е ова, односно временска капсула која ќе ве наврати во вашето детство ако сте растеле во овие години или како мене во 90-тите па ги добивавте како задоцнети овие филмски ремек дела, како што нели мене ми го направи тој впечаток War Games, кога ги погледнав извадоците од овој филм со Метро Бродерик, се извинувам, на млади години, се посветува внимание и на иновативните визуелни ефекти кои нивните пионери ги елаборираат во овој филм, без кои не би изгледале научно-фантастичните филмови на тој начин како што изгледаат денес и не би ги прикажале недофатливите галаксии во кои го торпедираат пред секој гледач. Меѓутоа, не се заборава да се прослават и великаните вајари, односно скулпторите кои што правеле практични ефекти и роботи, без кои не би имале еден Йода, еден Слаймер, еден R2-D2, The Thing, не би го добиле Predator, E.T., Howard the Dog, Alien воопшто. Прекрасно филмско стварување, нели се потенцира и лансирањето на Space Shuttle, што ја доближува реалноста до филмот и се посочува и постоењето на култниот магазин Starlog, како и едно монтажно вметнување на компонирањето на музика на среде прегледите на годините, волуменозни оркестрации до амбиенталните композиции на Вангелис и присуството пред се на рок-н-рол бендови на самите саундтраци, за разлика од денешната музика, која дури се сведува на звучен ефект, како што добро ќе биде потенцирано на еден од коментарите, за разлика нели од мелодиите и од музичките теми кои што доминирале во оркестрација од 80-тите. Се дискутира и за прото смартвач кој се појавува во овие филмови од 80-тите, Smart House, идејата за дронови, употребата за GPS, интернет, рамните екрани, deepfake употребата, појавата на Skynet, како се содржател за информациите на човештвото. Така што, ова се идеи кои тогаш биле никулци на невозможното, а денес се секојдневие, буквално, и живееме со нив.
Пред се ова е задолжителна филмска лектира за сите жанровски љубители. Филм роден од Kickstarter и Indigo кампањи, затоа и најавите се толку долги за да се привлечат што е можно повеќе љубители на жанрот да вложат во него и сите нивни имиња да бидат испишани како на самата одјавна шпица на овој филм, така што моја топла препорака да го погледнете In Search of Tomorrow и секако In Search of Darkness доколку сте љубители на хорор филмовите од 80-тите. Се уште не сум ги рецензирал Procession, Cast, 14 Pigs, Nothing is Impossible, The Rescue, The Tinder Swindler, GameStop, Rise of the Players, па и ете Jackass Forever, никако да дојдат на ред во оваа емисија, меѓутоа ете топла препорака да ги погледнат сите љубители на поатрактивните документарни филмови кои се појавија во изминатите неколку месеци. А за крајот на емисијата слушаме композиции од новото албумско остварување на Emily Jane White, односно од албумот Alluvion. Тоа е едно прекрасно издание на ова меланхолична неофолк артистка, која што комбинира и синтрок елементи, да видиме малку дослух на научно-фантастичните елементи кои што беа присутни во In Search of Tomorrow, така што доколку имаме време на крајот на емисијата да ги слушаме Show Me the War, Crepuscle, се извинувам за лошиот изговор на оваа композиција, и Mute Swan ќе ја слушнеме за крајот на емисијата, во која што имав можност да ви говорам за Scream, Texas Chainsaw Massacre, The Eyes of Tammy Faye, King Richard, The Sound of Scars и In Search of Tomorrow. Јас сум Златко Ѓеревски, го затворам 505-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.